Negde će te premolčat, negde će te sokrijat, grob so groba će pokrijat. Može da te odrečat, drugi da te predadat, možat sve što da izmislat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš, ti izviraš. Makedonija, Zoran Zaev saka da te premolči, saka da te odreče. Zoran Zaev ne saka da izleze vo javnost i da ni soopšti za tajните razgovori vo Sofija ovoj vikend. Molkot na Zoran Zaev znači deka krije od narodu. Zato ja odbi liderskата sredba. Zato го odbi предлогот на ВМРО ДПМН за декларација со која сите ќе се обединевме околу јазикот, историјата и идентитетот. Сите ќе се обединевме дека овие работи не се за продажба. Заев молчи и одбива, зашто само така полесно може да преговара за овие работи. За Зоран Заев не постои црвена линија. И вели дека не ја познавал добро историјата. Замислете, премиерот не си ја знае историјата на сопствената држава. А како тогаш може истата да ја распродава? Како може да изјавува дека Скопје, Куманово и Крива Паланка биле ослободени, а не поробени од источниот сосед? Ова глумење на непознавање крие и бизнис интереси. Бизнис интереси пред националните. Ова само Зоран Заев го може и никој друг. А се зборува дека истово многу одамна го има и ветено. Сега е ставен пред свршен чин. Но не може Заевиот свршен чин да биде свршен чин и за македонскиот народ. Никој не праша, никој не извести и никој од нас не му даде за право на Зоран Заев да преговара во наше име за нашата иднина. Па вели да се осврнеме на иднината, да го оставиме минатото. Па Зоране, Македонија не е дрво без корен. Македонија има длабоки корени и не можеш ти насила да ги откорнеш. Не можеш насила да не ги избришеш меморијата и потеклото. За ова што ти денес го правиш, изгинале македонски јунаци. Не се тие минато за бришење, тие се минато за паметење. Ако твојата меморија е кратка, Зоране, нашата не е. Историските учебници се факт. Македонскиот јазик е факт. Македонскиот народ е факт. Македонија е факт. И ако историјата за тебе не значи ништо, ако се обидеш да ја унистиш и напишеш нова, знај дека македонската историја е и во нашите срца и глави. Оттаму не ќе можеш да ја избришеш. Македонија, Зоране, е дрво со корен, а ти си еден скапан лист од него кој мора да падне. Мора да падне за да продолжи да се развива стеблото македонско и за да се продлабочи коренот македонски. Се дури постои овој народ во Македонија. Македонската историја останува да постои таква каква што е, напишана со крвта на македонските херои и со солзите на македонските мајки. Таа крв и тие солзи, Зоране,
се нашите корени. Таа крв и тие солзи, Зоране, се нашиот аманет. Таа крв и тие солзи се нашата светост и гордост. За жал, ти не го разбираш овој јазик. Може би затоа и ти е лесно да се пазариш за него. Македонија не е пазар. Македонија е наш дом и наш идентитет. Јазикот наш е македонски. Се зборувал и ќе се зборува. И со него ќе се пишуваат уште многу страници во македонската историја. На нив, твоето име ќе биде символ за тоа како еден македонец му нанесол зло на сопствениот народ и на сопствената држава. Како еден македонец се обидел да направи од Македонија пекол. Отстапи, Зоране, и спаси не од овој пекол, зашто векови пеколни заедно ќе минеме древна земја македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без нас, а ние без тебе, Македонија. Ова се стихови на македонска песна, испеана заради македонска јад. Зоран Заев не доведе повторно во јад и чемер. Ама заради нив, македонскиот народ повторно е на нозе и се обединува. Се обединува во битката против еден човек, а тоа е Зоран Заев. Оставка и одговорност за Зоран Заев после неа. Тоа мора да се случи заради нас, заради Македонија и заради децата на Македонија. Ви благодарам на сите.